1 септември наместо во училишни клупи учениците ќе го дочекаат на улица. Расте револтот кај младите поради задоцнетата одлука за онлайн настава која се чекаше со месеци. Учебната година ќе ја почнат на 1 октомври, но во нивните домови. Утре ќе излезат на улица да ги бараат своите права за настава со физичко присуство, а доколку не ги добијат, се заканија со бојкот. И родителите на деца од основно и средно училиште утре ќе го изразат своето незадоволство. Велат секој родител мора да има право на избор дали детето ќе му учи од дома или ќе оди во училиште. Немаат доверба во онлайн наставата, оти надлежните и натаму молчеле како ќе се одвива еден училишен час. Наставничката се уште не знае како ќе биде онлайн наставата, а не пак јас како родител, доколку владата не го усвои предлогот со комбинирана настава. Уствари комбинирана настава знаете како право на избор да биде. Ако не го прифати тоа, ние сите родители ќе бидеме согласни и ќе бойкотираме онлайн наставата, ќе бидеме офлайн. Наставничката не може да ја замени никој. И физичкото присуство во училницата. Не верувам во онлайн наставата. Деталите за ова ги немале ниту наставниците кои ќе треба да ја предаваат наставната материја. 5 месеци распуста, уште нема детали дали програмата за онлайн настава ќе се подобри, со оглед на критиките, дека најголем процент од децата имаа проблем со истата. Наставниците неодамна ја завршиле обуката за новата програма дадена од Министерството за образование, но во последен момент надлежните се премислиле. Сега наставниците треба да поминат низ нови обуки за да бидат подготвени за 1 октомври. Од тука се поставува прашањето дали ќе можат за толку кратко време да се подготват и зошто претходно не реагираше и Бирото за развој на образованието, подготвите да се завршат навремено. Децата самостојно се организираат за протести и во другите градови. Назад во клупи, неписменоста е полош вирус. Со овие пароли вчера протестираа струмичките средношколци. Велат вистинскиот проблем ќе настане кога младите ќе ја изгубат вербата во образовниот систем.